Време за мисионско размислување, браќи и сестри, би сакал да отвориме во Јован 1 глава и да читаме два текста. Ова размислување ја го насловив за добивање души за Христа. Какви треба да бидеме за да бидеме способни за да задобиваме души за Христа? Ајде на почетокот во овие текстови ќе читаме во Јован 1 глава 40 до 42 стих. Еве што вели овде апостол Јован. Еден од двајцата кои тргнаа по Исуса, откако го чуја Јовановите зборови, беше Андреј, братот на Симона Петра. Тој го најде првин брата си Симона и му рече: го најдовме Месијата, што значи Христос помазаник. И го доведе при Исуса, а Исус гледајќи му рече: ти си Симон, синот Јонин, ти ќе се наречеш Кифа, што значи камен Петра. Интересно, кога ги проучувам Исусовите ученици, ќе приметиме дека тие еден од друг се запознавале. И така го шириле веста дека Исус е учител кој сака да основа своја група на ученици. Меѓутоа, Исус ги препознавал секако некои сами се нуделе, но били одбиени во тој Исусово друштво. Како овие ученици, браќи и сестри, имале способност да препознават други ученици, да ги препорачуваат и да го следат Исуса Христа? Ајде да видиме на почетокот што Библијата зборува за оние луѓе кои се подготвени да работат и да задобиваат души за Христа. Како се наречени? Еве на почетокот ќе прочитаме неколку текстови во книгата на пророк Исаија. Како се наречени оние кои носат добри гласови? 52 глава, 7 стих, пророк Исаија ги запишал вака: колку се прекрасни по планините нозете на гласоносецот, на радоста која разгласува мир. Носи среќа и проповеда спасение, говорејќи му на Сион: твојот Бог царува. Гледате како овде се наречени нозете или луѓето кои носат радост. Како се наречени? Прекрасни. Колку се прекрасни на планините нозете на гласоносецот. Дали некој ще канеле на некого за свадба? Каква е таа радост во име на некое семејство да поканете луѓе да дојдат на свадба? Тоа е радостна вест. Ние ја носиме која вест? Која е радостна вест? Тоа е Евангелието за да го следат Христа. Еве понатаму да видиме што вели Соломон во Пословици 11:30. Значи сега во овде даваме неколку текстови, позитивни епитети или карактеристики на оние кои носат радостна вест. Пословици 11 глава 30 стих ги кажува следниве зборови: праведниковиот плод е дрво на животот, а мудрец е кој придобива души. Да бидеш човек кој ќе придобива души, треба да бидеш мудрец. Вие знаете, во разни фирми се обучаваат кадри за пропаганда, како се вика тоа на друг начин? Маркетинг. Значи едноставно да бидеш во друштво на тие кои знаат како да ја представиш робата, како да ги привлечеш луѓето. Па гледате од Топшоп како рекламират и во други институции, маркетингот игра многу важна улога. Може да ти продаде нешто што не е добро, но ќе те убеди фактички. Но сепак ние не продаваме роба, не продаваме стока, ние нудиме бесплатно оно што Бог ни го нудил. Овде е наречен мудрец е кој придобива души. Праведниковиот плод е дрво на животот, а мудрец е кој придобива души. Одиме понатаму. Псалам 126, да видиме што вели Давид. Псалам 126, 5 и 6 стих. Еве го текстот. 126 глава, 5 и 6 стих. Оние што сејат со солзи, жнеат со песни. Одија со плачење, носејќи го семето за сеење. Навистина ќе се враќаат со песна, носејќи ги своите снопови. И ние во нашите песнарки имаме една песна. Сеќавате која? Своите снопови. Значи, тоа е, еве, може би компониране врз основа на овие текстови што ги читавме во Псалом 126. Одја со плачење, носејќи го семето свое. Понекогаш тука на пазарот, во Кавадарци или на площадот, има некои девојки излигуваат со некои торби и носат некои списања. Дали сте ги приметиле?
spisanje koji se za invalidi, za deca, ne znam, su posebni potrebi i gi prodavat po 100 denari. Znači ti je nudat i luge na toj način saka da kupat, odnosno da pomogne na ta grupacija na luge. Ne im je lesno na te. Može bi od 100 prašanji koji gi prašali kako luge koji pominuvat, 10 ki kupa. Može bi vetar duva, može bi sonce gre, može bi ladno, no ti je odat se trudat, ne lesno da se seje. Ovdje veli odija so plaćenje. Oni što seja so solzi, no jedan den ke žnejat so pesni. Navistina ke se vraćat so pesna, nosjeće gi svojite snopovi. Što veli duhovna proroštva za one luge koji ga nosat evangelijeto radosta vest. Evo samo nekoliko izveštaja, odnosno nekoliko rečenici ke pročitam. Vo knjigata Rabotnici veli, to je najgolem, najplemenita rabota što čovjek može da je raboti. Svi te rabote se dobri. Počnuvajke od medicina, tota, bilo koji profesija, pa do običan rabotnik ili kovač. Svi te se dobri. No ovdje veli Elena White, to je najgolem, najplemenita rabota što čovjek može da je raboti. Ponatamo, ušteden citat, uštedna rečenica. To je najgolemo zvanje što može da se postigne. Da se propoveda, znači evangelijeto. Uštedno, svedoštvo za crkva veli, to je izuzetno zvanje što ne može da se nadmine, bilo so što. Neko može ki se praše, pa jaz gi nemam tije karakterne osobini, ja nemam ta stručna sprema što treba da imam, za da bidam onoj koji ki privlekova luge kon Hrista. Samo 2 rabotke kažem. Ne se potrebni govorničke veštini, za da bideme dobri propovednici, odnosno evangelizatori ili da privlikujeme luge kaj Hrista. Apostol Pavle bil izuzetan kako talentirana ličnost. Imal 2 diplomi, 2 fakulteta vo njegovo vreme. No to je veli, sve to toga go smetam za 3, samo da pridobijam luge za Hrista. I toj se otkažalo od svi tije pridobivki što gi imal. I stanal Hristov ambasador, kako ovdje što veli vo prvo to poslanje do Korintjanite, 2. glava, 1. i 4. stih veli, i jaz koga dojdov pri vas, braća, ne dojdov so visok govor ili so mudrost, za da vi go propovedam Božeto svedoštvo. Zašto rešiv da ne znam među vas ništa drugo osven Isusa Hrista i toa raspnati od. Jazbev se o vas vo slabost i vo strav i vo mnogu trepet. I moje to slovo i moje ta propoved ne se sostoja, su ubedljivi zborovi na mudrost, tukovo dokažuvanje, na duhot i silata. Gledajte, Pavle ne se povikao na svoje to zvanje, na svoje to magistratura što je imao. Sve to je dobro, da imame učeni, da imame diplomi, sve to je dobro. Međutim, ne je to prvo što ke privleči luge kaj Hrista. Pavle veli, ne dojdov su nekoj visok govor kaj vas. Su neka filozofska misla. Pavle koristil filozofski zborovi tamo u Atina, na Areopag, od koga bil so takva kategorija na luge. Međutim, Pavle koga bil so običan narod, obično zboroval, obično se odnesoval. Veli, za da vi go propovedam Božeto svedoštvo. Zato rešiv da ne znam među vas ništa drugo osim Hrista raspnati od. I сега, da postavim drugi prašanja. Ke nabrojam 6 pričini ili 6 raboti što nije kako luge ne mora da ga imame. Ili pak, obratno da go postavim prašanje to. 6 raboti što treba da ga imame, za da bideme sposobni da pridobivame luge za Hrista. Broj 1 što je mnogo važan. Treba prvim da go poznavame Boga. Ako ne sme uvereni vo to što go propovedeme, ako ne go poznavame Boga preko njegovata reč, togaš neke bideme venaš otkrijeni od lugito koji ne slušat i na kojim propovedame. Ako ne prašat, a da li ste vi, gospodin ili gospodji, ubedeni vo to, ako nije kažemo, pa ne znam, ne sam baš siguran, togaš ništa ne vredi od ona što go propovedame. Znači, prvo i mnogo važno, treba da go poznavame Boga. Njegovata sila i ono što smo go nije doživjeli. Сега ovdje imam mnogo stihovi, no radi vreme to nema da gi čitam site. Evo samo ke pročitam vo Poslovici 11. glava.
Еве што вели овде Соломон во неговите пословици, 11 глава. Стихот е 30. Стих 30. Праведниковиот плод е дрво на животот, а мудрец е кој придобива души. Второ, љубов према луѓето. Јован 3,16, знаете што вели? Дека Бог толку го засакал светот, што го дал својот единороден син. Колку ние го сакаме во овој свет, што сме ние подготвени да дадеме за овој свет? Да не сме подготвени да одвоиме едно време од нашето секојдневно време. Значи, љубов кон нашите ближни. Понекогаш потребно е навистина посебен труд и жртва. И време да одвоиме за тие луѓе, да ги водиме чекор по чекор, да го запознаат целосно Исуса Христа. Број 3. Мора да имаме вера во она што го работим. Ако не имаме вера, она истинска, како што се вели, детска вера, тогаш нашата работа со нашите ближни нема да вроди плод. Тоа ќе биде само повремено. Тука сме, се среќаваме, но нема никаков напредок да имат нашите ближни, нашите пријатели. Четврто, молитва. Се вели дека молитвата за добивање на душите е како роса за нежен цвет во полето. Значи, мора да имаме, браќи и сестри, редовна молитва и затоа во овие 10 дена на молитва што ги имавме, па и постојано тоа го нагласуваме, да си ставиме една листа на наши пријатели за кои постојано ќе се молиме. Може ќе се молиме една недела, еден месец, една година, 2 години, 5 години, 10 години. Треба да бидеме упорни во она што го работиме во нашите молитви. Еве неколку примери, например, Мојсей. Колку се упорно молил за својот народ. 2 Мојсеева 32 глава од 31 до 32. Знаете што се случило кога Израел паднал во грев? Како се Мојсей молил пред Бога за својот народ? Еве да се подсетиме. 2 Мојсеева 32 глава. Дали ние понекогаш ја чувствуваме таа потреба, дали гори во нас таа сила да се заложиме за оние кои се околу нас? Гледате што се случува со Мојсей. Утреден Мојсей му рече на народот: тежок грев сторивте. Сепак ќе се искачам при Господа, можеби ќе добијам прошка за вашите гревови. Мојсей се врати при Господа па рече: леле, овој народ стори тежок грев, правејќи си Бог од злато. Гледате како грев направиле. Идолопоклонство. Направиле видлив Бог кој ќе ги води. И сега Мојсей се залага за својот народ и вели: Боже, сепак прости ми го гревот. Ако не сакаш, тогаш избриши ме и мене од својата книга што ја напиша. Тоа е човек кој се залага во молитва за својот народ. Еве друг пример, Аврам. 1 Мојсеева 18 глава 23 до 32. Таму пишува дека Аврам се моли за Содом и Гомор, за народот. Ја знаете таа комуникација со Бога. Од колку почнал Аврам од која бројка отпочнал? Некаде од 50-тина, мисли дека можеби толку има во Содом и Гомор христијани, следбеници на Бога. Меѓутоа таа бројка паѓала, се подолу и подолу, на крај дошла до 5 души. Но Аврам се залага, Аврам се моли. Молитвата е потребна, браќи и сестри, ако сакаме да бидеме успешни задобивачи на души. Пето, целосна посветеност на задачата што ни лежи на срце во нашиот живот. Посветеноста за она што го работиме за задобивање на души е императив за успешна работа. Сега овде може да читаме многу стихови, но јас само ќе прочитам во Јован 17 глава 19 стих. Целосна посветеност, не периодична, не кога ќе ни текне, не кога ќе се сетиме, да имаме во нашиот дневен распоред време кое ќе се посветиме целосно, да одвоиме 1 час во денот или не знам колку време за нашите пријатели, да ги поканеме, да свртиме телефон, да ги прашаме како се, да им пратиме нов часопис, ново списание, нов трактат по пошта, можеби. Има милион начини. Сега во градивото што го читавме за 10 дена, видовте десетици совети, упатства. Како можеме ние да создадеме контакт со нашите пријатели? 17-19 вака вели: за нив се осветувам себе си,
за да бидат и тие осветени во вистината. Треба целосно да се посветиме, браќа и сестри, ако сакаме успех. Ако само така периодично стихиски го работиме, не може стихиски било кој работник да добие плата. Ако одеш само у 30 дена 2 пати на работа. Или одеш на нива, на лозето само еднаш во годината или 2 пати да го видиш. Значи мора постојано. При некој ден горе према Неготино, на Маренските уши лево почнаа луѓе да кројат веќе. Од сега ги кројат лозјата. И тамо некаде до кога ќе ги берат плодовите? Септември, октомври. Значи сите тие месеци тие постојано се во контакт со своите ниви. Постојано се во контакт со овоштарниците. Како сето тоа напредува. И 6 точка, исполнити со Светиот Дух. И исто така неопходно и обовезно. Не можеме ние сами ништо да направиме. Ние може да правиме планови, може да излеземе, но ако Бог не стави печат на сето тоа, ќе нема успех. И затоа, нека Господ ни помогне, браќа и сестри, да навистина бидеме оние вистински луѓе за Христа. Да задобиваме души за Христа, не за мене или за ова црква или за тебе. Ние сме пролазници. Овде сме на поминување. Сега сме, утре не сме. Но Бог останува и Неговата црква. Нека Господ ни помогне да бидеме навистина оние вистински канали кои ќе задобиват луѓе не за ова црква само, туку за вечност. Ние работиме, како овде што вели, најплеменита, најдобра, најголема работа што човек може да работи. Тоа е најголемо звање што може да се постигне. Господ нека не благослови и нека ни помогне да бидеме навистина такви какви што тој сака. Амин.